Добро вечер во топ тема на ваша страна вечерва. Тема на нашата емисија се партиските вработувања за кои дебатираме со пратеничките Снежана Калеска-Ванчева од СДСМ, Дафина Стојановска од ВМРО ДПМН и Шемши Салај, член на антикорупцијската комисија. Добро вечер и добре дојдовте во топ тема на ваша страна. Меѓутоа, на почетокот, пред да почнеме со дебатата, за она што се последните вести, уапсени и приведени беа поранешниот спикер на Собранието Трајко Велјановски и поранешните високи функционери Милејана Киевски и Спиро Ристовски под основано сомнение за кривично дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, практично како под сомневање дека тие се организаторите или дел од организаторите на крвавиот четврток на 27 април. Пред судот е Билјана Николовска. Билјана, кои се последните информации? Дали има некаква одлука на судот? Дали се изречени притвори? Сања, во судот во моментов најверојатно се извршува распитот на Милејана Киевски и Спиро Ристовски. Тие се оние двајца кои што се приведени и кои што останаат тука за да дадат свое сведочење за она што се товарат, односно како што и ти кажа, терористичко загрозување на уставниот поредок. Но поранешниот спикер Трајко Велјановски пред само околу 10 минути излезе од зградата на судот каде што и тој беше приведен за распит, затоа што најверојатно се повика на сопствениот имунитет. Само тој е во моментов пратеник во Собранието на Република Македонија, го има имунитетот и тој може да се повика. Ваква пракса видовме и во претходните неколку приведувања на други пратеници. Нив ги штити имунитетот и како што знаеме, процедурата е после ова кривичниот суд да побара од Собранието да му биде тргнат имунитетот на Велјановски, па по ова да се одредува дали ќе добие притвор или не. Го запрашавме дали тој е меѓу организаторите, дали се повикал на имунитетот. Тој тука го чека неколкумина, најверојатно претпоставувам роднини и пријатели кои што не беа добро расположени кон новинарите, ниту тој пак не сакаше да дава посебно изјава, но во еден куз дел рече дека сепак тој не е организатор и дека сепак тој е поранешен претседател на Собранието. Сепак предлагам изворно да слушнеме што кажа тој. Господине Велјановски, што сакате да ми дадете изјава? Да ми дадете изјава? Зашто бе? Ви кажам зашто сте битени. Дефолт секој што е пратеник има имунитет. Дали вие сте меѓу организаторите? Велики така бевте споменувани. Беше телефонот ваш вештаче. Волам 10 години сум бил председател на собрание и јас да видам организатор на што. Одговорност да ли учествувате? Не. Не можам да гледам од тоа. Добро. Видете малку коректно. Сања, приведувањето се случи доцна попладнево и според првичните информации од обвинителството, истрагата која што е отворена денеска се темели на сведочењето на Александар Василевски Нинџа, кој што е меѓу обвинетите 33-цата првично обвинети во најголемиот процес за случувањата од 27 април. Приведени се речиси сите кои што Александар Василевски Нинџа ги спомена, односно она сведочење во кое што тврдеше дека тој присуствувал во паравоен штаб кој што се наоѓал на 8-миот кат на партијата ВМРО ДПМН и таму биле присутни високи функционери на партијата и тие координирале со акцијата и тие раководеле со акцијата во што се случуваше во Собранието, односно привлегувањето на народот. Случајно тука вечерва ја сретнавме и судиката Добрила Кацарска, која што е судечки судија во овој случај и ја запрашав
набројавме, дали можеби со ова клучно сведочење на Нинџа има некаква спогодба за да добие ослободителна пресуда во процесот кој што исто така се одвива за терористичко загрозување на уставниот поредок. Таа го негираше ова, вели дека воопшто нема никакви притисоци, но и негираше дека токму овие ново приведени можат да бидат вклучени во тој процес, бидејќи се товарат за исто дело терористичко загрозување, затоа што овој процес е веќе во фаза на завршни зборови и не би можело да овие два процеси да бидат споени, иако премногу е рано да се зборува за ова, бидејќи се уште во фаза на истрага ова што се случува за организаторите. Сепак предлагам да слушнеме Кацарска што точно кажа на оваа тема. Пред се јас не знаев дека се пред судот лицата за кои што вие велите дека се организаторите и не би можела ништо да коментирам затоа што сепак тоа е предмет кој што го работи со обвинителството и не можам да коментирам, ама во оваа фаза ништо. Обвинителството тврди дека на база на сведочењето во вашиот процес на Александар Василевски Нинџа ја темели истрагата. Знаете ли каква пресуда ќе донесете за него? Се шпекулираше дека се спогодува со обвинителството, но и со судот. Со судот не може да се спогодува, не во оваа фаза, се знае кога може обвинет да прави спогодба пред суд. Со мене во никој случај, на крај на завршни зборови сме, не станува збор да прави било каква спогодба. Дали со обвинителството има некаков договор, некаква спогодба, тоа не би можела јас да коментирам. Билјана, како што спомена, значи практично се очекуваат уште пресуди за оние што се обвинети како извршители. Ова обвинение е за практично за организаторите. Во обвинението се споменува и Никола Груевски кој е во бегство и уште еден обвинет во бегство. Зошто толку време му требаше на обвинителството да дојде до организаторите? Ти го следеше ова судење од почеток. Да, Сања, ова е истражна постапка, значи досега беше пред истрагата и многу порано обвинителството најавуваше дека ќе отвори истрага и во оваа фаза обвинителството може да ги побара и притворите, но се уште е рано да се зборува за обвинение. Значи во оваа истрага се вклучени овие 5 мина кои што ги набројавме, меѓу кои и Трајко Велјановски, чишто пак во претходниот процес телефон беше веќе вештачен и дел од пораките кои што во една интерна комуникација на Вибер ја имале високите функционери на партијата ВМРО ДПМН беше веќе прочитана во однос на она се што претходело на крвавиот четврток, за време на крвавиот четврток, но и она што следувало подоцна. Верувам дека ова вештачење би требало да биде како доказ и во однос на истрагата на обвинителството сега за организаторите. Според обвинителството и соопштението кој што доцна попладнево го пушти обвинителството, тие имаат и други докази, не само нели сведочењето на Александар Василевски Нинџа, па и вештачењето на телефонот на поранешниот претседател Трајко Велјановски, туку има и други докази, како што може накусо да прочитам е дека претходно на почетокот на 2017 година овие 5 мина се ги организирале и протестите, ги финансирале протестите за заедничка Македонија, но токму на денот на 27 април овозможиле масата народ да влезе во собранието и да се случи она што се случи токму истата вечер. Најверојатно се работи за Никола Бошковски, како според сведочењето на Нинџа, дека тој е оној човек кој го донел оружјето до собранието и се подготвувала некаква акција која што за среќа не успеа. Тоа е за сега се од тука. Во моментов, значи уште еднаш да повторам, е сведочењето во однос на притворите на двајцата притворени тука, двајца се во бегство, Никола Груевски и Никола Бошковски, тие се недостапни на органите на прогонот, како што може во моментов да забележам и дека веќе адвокатите на овие двајца, Спиро Ристовски и Миле Јанакиевски, се тука и да потенцирам дека Миле Јанакиевски е донесен од куќен притвор, бидејќи не му е веќе одреден притвор во однос на друго дело. Сања? Благодарам. Тоа беше Билјана Николовска, која останува пред судот и следи што ќе се одвива натаму, дали ќе бидат изречени мерки притвор. Доколку има нови информации, Билјана, повторно ќе те вклучиме, а со нови информации во вестите во 21:30.
Овде Дафина Стојановска, вие бевте во собранието На 27-ми, да. на крвавиот четврток за 27 април. Дали очекувавте, како го коментирате ова вечерашно, а следње овие и Спиро Ристовски и Милијана Киевски се ваши сопартици? Вечерта на 27 април 2017 во собранието имаше и снимки од настанот, значи јас бев една од пратениците кои што цело време стоја во пленарната сала каде што се одвиваат седниците и тука верувајте дека сите бевме во опасност. А во поглед на тоа дали некој организатор како тоа ќе го води истрагата, кои се доказите, јас не би сакала да се мешам во работата на судската власт, како што тоа не треба да го прават ниту останатите од законодавната и извршната власт, но вечерашново приведување или апсење на наведените тројца мои сопартици, еден од нив мој колега актуелен пратеник, е само уште еден доказ дека продолжува политичкиот прогон кој што се води против бивши и сегашни функционери на ВМРО ДПМН, дека оваа битка не застанува тука, дека целта е со сите неистомисленици на овој начин да се расчистат сметките. Ова е скандалозен начин на приведување на бивши партиски функционери, повторно замајување на јавноста, оттрнување од вниманието од актуелните случувања, токму вечерашнава тема е една од нив, скандалозни апсења, филмски снимки и така натаму. Народот сето тоа будно го следи и јас го повикувам еве и вечер во оваа емисија Народот. Ни предстојат председателски избори. Народот треба да одлучи дали ќе повторно ќе му даде доверба на оваа криминална власт која што на овој начин расчистува сметки со своите неистомисленици и само да потенцирам дека ВМРО ДПМН нема да му послужи на оваа власт како алиби за недобивање на датум за преговори за влез во Европската унија. Само уште едно прашање, велите вечерта и вие сте чувствувале дека сте во опасност, зошто? Па затоа што тука влезе маса на народ. Народот кога влезе во салата не препознаваше нас кои сме и што сме. Значи буквално сите бевме во опасност. Јас не видов ситуацијата кога пратениците од Социјалдемократскиот сојуз владеачкото мнозинство се повлекле во прес-центарот и воопшто не знаев за тоа што се случува. Така да апсолутно можам да тврдам дека на секој во салата, во собранието, животот му беше загрозен. И на пратеници и на останатите, дека би требало и да се расчисти ваков настан. Секако дека треба да се расчисти. Секако, но тоа е работа на судството. Господјо Ванчева, вие не бевте тогаш во собранието, но овие настани се... Јас на 27 тој Кобен 27 април 2017 година не бев дел од собранието, бидејќи во собранието влегов на местото на Петар Атанасов на 29 август 2018 година, но настаните како и цела јавност, а особено ние што сме дел од политиката, јас ги следев будно од седиштето на СДСМ и мислам дека цела јавност е доволно веќе свесна за она што се случуваше и за опасноста во која што беше втурната нашата држава. Тоа беше реална опасност, бидејќи стануваше збор за напад на законодавниот дом, односно напад на избраниците, представниците на народот во законодавниот дом. Знаеме веќе совршено јасно дека имаше директни мети, односно требаше да бидат линчувани или да одземени животот на одредени. Сите на тоа практично како во живо да го следевме. Но дали само ова сакам да кажам дека имајќи го во предвид сето тоа, јас навистина не можам да разберам како можеме да говориме за политички прогон или да говориме за некој скандалозен начин на приведување. Предпоставувам колешката добро се сеќава какви приведувања, да, тоа постоеше, но кога постоеше?
кога камери и телевизии беа на лице место пред било кој да стигне уште и тогаш се преведува со специјалци, знаеме се на каков начин. Ние вечерва не видовме ништо од тоа. Ниту треба да видиме. Значи, да не се разбереме погрешно, јас не го оправдувам тоа. Никогаш не сум го оправдувала. Затоа што секој има право на достоинство, без разлика дали осомничен за било какво дело, и има начин, има закон како треба да биде приведен. Доколку треба да биде приведен. Но исто така никој не може да биде над законот. Јас се прашам дали ако некој бил 10 години председател на собранието е над законот? Не може да биде над законот. Но исто така не сме да биде доведено во прашање о законитата постапка и овозможување на сите права кои што Уставот и законите ги даваат на секој граѓанин. Така да мислам дека тука тоа треба да го расчистиме. Не станува збор ниту за политички реваншизам, ниту за политички прогон, уште повеќе за спектакли или филмски апсења. Ниту за покривање на актуелна... Апсолутно. Впрочем, да не заборавиме, ова беше, значи, обвинителот кој што го води процесот за 27 април, најави дека се водат истраги, односно се собираат докази, има индиции, се собираат докази за проширување на обвинението со оние кои што треба да бидат теретени за организатори. И искрено за мене ова е, значи, следствено на она што беше веќе кажано, очигледно дека обвинителството смета дека има доволно. Дали се доволни тие докази и како и што понатаму ќе покаже истрагата, тоа ќе видиме сите, целата јавност ќе биде запознаена. Да, сакав само да ја потсетам колешката Калеска Ванчева на она што споменав скандалозни апсења. Последното беше случај, се надевам и колку што сватив вечерва тоа не е направено со колегата Трајко Велјановски на 28 ноември 2017 година. Актуелната пратеничка, колешката Жаклина Пешевска, беше од нејзиниот дом со лисици на рацете извадена пред нејзините 2 малолетни деца, нејзиниот имунитет се уште не беше одземен. И јас се согласувам дека никој не е над законот, но дали се почитуваат процедурите при приведување и апсење на пратеници? Јас само реков дека процедурите мора да се почитуваат. Да, но не се испочитуваат тогаш. Вечерва се надевам дека се испочитувале. Дали тоа, значи јас не сум дел од судската власт, ниту дел од полицијата, ниту дел од обвинителството. Значи, она што го знам од медиумите и како сите нас, за сите случаи, но јас сум по професија правник и адвокат и секогаш сум бил бори за човековите права и стрикно почитување на човековите права во било која ситуација. И доколку навистина имало прекршување на човекови права, тогаш оној кој што ги прекршил треба да си сноси одредена одговорност. Да, ама некој треба и да ја покрене таа одговорност. Ке следиме како ќе се одвиваат овие најновиот развој на настаните и дали евентуално ќе бидат и покренати обвиненија како што најавува обвинителството за терористичко загрозување на уставниот пореток и безбедноста против Трајко Велјановски, Милејан Екиевски и Спиро Ристовски. А сега да се вратиме на она што е тема и во јавноста и предизвика жестоки реакции, тоа се партиските вработување. Господине Шемши Салај, благодарам за вашата трпеливост додека зборувавме за она што е најактуелно во моментот, но актуелно се овие вработувања. Антикорупцијската комисија разгледува 18. Секој ден слушнавме и нови. А најново е што од функционери на СДСМ, тоест роднини вработени на функционери на СДСМ, почнаа да поднесуваат откази. Дали е тоа решение? Вака се за почеток ви благодариме за поканата и да ги разјасниме некои работи и некои зборувања што се на јавност. Кажувам зборувања оти додека немат некоја завршница, некоја постапка да се докаже дали се партиски или не се партиски, значи стоиме на тоа на истрагата фактички од нашава страна што ја вршиме. Сега, тие 18 случаи што ги отворивме се
случаите што највише ротира во јавноста како партиско вработување, како влијание на функционерите врз комисиите каде што се вршени тие вработувања. И ние ги отвориме тие постапки, тие се во постапка. Значи веќе се доставени барања до институциите. Се уште трае. Да, значи трае постапката и не можеме ништо конкретно за тие постапки да кажуваме додека не ги собираме сите податоци и начинот на кој е спроведено вработувањето, па конечно на крај да излеземе со некоја одлука дали се значи по партиска линија, дали се значи регуларно вработени. Почитуван законот. Додека имаме сознание дека има партиски вработувања или некој вид на непотизам, ние ќе доставиме, ќе покренеме постапка пред надлежните органи за случаевите. За најавите кои се повлекува. Да, си дадоа отказ. Си дадоа откази и оставки. Значи тоа роднина на Кирацовски единица. Тоа не значи дека со тоа што дале тие откази дека се завршуваме со тоа. Значи тие ќе бидат во постапка и ќе се покрене додека има сомнение на тоа. Но од другата страна, ако тие се повлекува тоа, да до оставка од тие работи тоа не значи дека тие едноставно се согласуваат со вината дека се виновни. Тоа повеќе може да се земе како вид на морална одговорност заради ситуацијава која се створила, но од другата страна ние со времето ќе докажеме докај се работи. Значи дали има партиски вработувања или нема. Значи конкретно не можеме ништо да кажеме додека во моментот дали има покренато барем и нови испитувања на нови вработувања покрај овие 18 што ги најави антикорупцијската. Ние имаме и други. Значи листата се покачува, но во јавноста во таа седница ги истакнавме овие најозборуваните и за кои покренуваме, работиме на тоа. Значи веќе се дани и според законот постапката може да трае пократко, но максимум е до 60 дена. За овие нови се по допрен глас или вие самите ги иницииравте по Па сите ќе бидат по добрен глас и во моментов и сами ќе инициираме. Но заради тоа што ние сега се екипиравме како нова комисија, нов состав на комисијава, ние сме во припрема на стратегиите, на деловниците, значи сме доста зафатени со некои други работи, што паралелно со тоа ги работиме овие 18, сhodно со завршеток на тоа ќе почнеме и други. Да, што не значи дека ќе завршиме на тоа, значи не се само тие 18. Пред да продолжиме, предлагам да го видиме извештајот од колега Павле Беловски за денешните случувања, тоест за последните откази, но и реакциите на дел од функционерите. Откако побара да се повлечат, премиерот Зоран Заев со нов метод ќе ги чисти нововработените роднини на функционерите во државните предпријатија. Сега напомош ги повика и невладините организации. Јас повикот не го дадов како претседател на СДСМ, како премиер, како прв човек во извршната власт. Секој ќе се ја носи својата одговорност, има и политичка, има и етичка одговорност, секој со својата одговорност во делот на постапките. Ако има одредено образложение за одредени работи, а народот тоа го сваќа, јас немам воопшто проблем со таа работа. Ако нема образложение, ако нема критериум, ако нема нормативи, ако нема транспарентност, ако не се видело конкурентноста, јас знам и луѓе кои што се членови на семејството на одредени функционери, кои што добиле пета шанса, првите 4 биле испуштени. Иако Заев тврди дека повлекувањата треба да важат и за коалициониот партнер ДУИ, таков глас не стасал до министерот за економија, кој вели дека ниту ја вработувал неговата сестра, ниту ќе бара таа да напушти во МЕПСО. Мојата сестра е полнолетна. Не живее со мене. Првично. Ако сакате вие за ние што водиме институции во Република Македонија да влијаеме за тие да заземат одлуки пошто нашиот интерес или ние да добиеме во јавност, јас тоа не верувам дека би требало да го направиме. Министерот за земјоделие син единец и не вработил никого, но за неговиот братучет, дипломецот од Јапонија, воопшто не се заложил и нема да бара тој да се повлекува. Повторно повикувам сите институции, секој оглас, вклучително овој, нека го проверат и нека констатираат зашто станува збор. Она што
Јас го знам, станува збор за исклучително капацитетен и квалитетен кадар, кој што е школуван во Јапонија, Кина и во Словенија, за токму темата или работата за тоа што станува збор, и ја никога ниту може, ниту смеам, ниту имам право да попречам во животот да конкурира и да работи во било која институција. Во брана од вработување и сопругата на братот на сопругата на Бектеши како полнолетна го одбрала Мепсо, најатрактивна компанија за вработување на блиските членови на владините функционери, и натаму останува компанијата Елем, која одскоро се засилила со синот на заменик генералниот секретар на владата Тахир Хани. Сопругата пак на првиот човек на Елем, Александра Миновска, е одскоро вработена во Централниот регистар како шефица на кабинетот на директорката Марија Јанковска-Бошковска. За сите нови вработувања, прашан вице-премиерот Кочо Ангјушев ке рече, бројот на вработувања е поголем во приватниот сектор отколку во државно. Не треба да се занимаваме можеби со дневно политички настани, него да ја гледаме широката слика. Широката слика е дека во Македонија минатата година, 2018 година, се намали процентот на невработеност, и тоа во главно заради тоа што се запослуваа сите граѓани во Република Македонија во приватниот сектор. Заев вели дека не сака да биде како неговиот претходник Никола Груевски да се соочува со скандали со партиски вработувања, па откако разговарал со партискиот портпарол и генералниот секретар на партијата, и Костадинов и Кирацовски ги повлекоа роднините од државни предпријатија. Последен се огласи и синот на пратеникот Горан Мисовски, Христијан Мисовски, кој денеска ја напушта Агенцијата за супервизија и осигурување. Се надевам дека сега барем дел од јавноста ќе може малку да здивне и да почувствува мало задоволство, бидејќи успеа преку притисок и хистерија да натера човек во државава да повлече потек кој е штетен за него, покажувајќи интегритет и дигнитет. Синот на пратеничката Мира Стојчевска, кој е вработен во Елем, и керката на Талат Џафери се уште не поднеле оставки, велат од компанијата. Конкурсот, приложената документација и договорот за вработување, иако најави, не ги побарале од новиот состав на Комисијата за спречување корупција, која што, освен овие две, на црна листа стави уште 16 лица, роднини на функционери вработени во државни и јавни предпријатија. Да, тоа беа реакциите и најновите откази. Господје Ванчева, дали овие откази се висок морален чин, како што кажа некој од вашите сопартици, или лаже морал, како што обвинува ВМРО? Па добро, ВМРО-ДПМН не обвинува цело време, веројатно тоа е нормално за опозицијска партија. Но и јавноста овој пат имате и жестоки критики од јавноста. Па да, за разлика од изминатите 10-11 години, јавноста е сега многу сензибилизирана, високо сензибилизирана, дури понекогаш, мислам, па каде беше сето ова јавност тие години кога се соочувавме со 500 вработувања во еден ден, со браќа, сестри, сопруги, сопрузи директно во извршна власт, законодавна власт, значи не би сакала сега да набројувам, пошто листата би била премногу долга. За жал тогаш јавноста немаше. И сега е добро што конечно има јавноста. Знаете како е, ако не е будна јавноста, власта сама по себе знае и да скршне од правиот пат, колку и да има исправна стратегија. Но она што е важно е дека СДСМ цврсто стои на својата заложба, програмска заложба и стратегија, дека треба да градиме општество со еднакви можности за сите и дека секое вработување и секое напредување во државните, зборувам сега, компании или во структурите на власта, мора да биде согласно на способностите и согласно на оној мерит систем. Не е едноставно и не е лесно да тоа се постигне одеднаш, но знам дека СДСМ е цврсто стои на програмската определба и дека она што се работи и како стратешка определба и низ она што значи законски подобрување на законската регулатива, но и кон она што значи самосвесност.
Дел од тоа, работење на таа самосвесност е всушност Која самосвесност, господјо Ванчева, кога не е едно вработување, има многу. Како може во партијата да нема... Не би сакала да зборам, значи, знаете што, ние све ставаме под превезот на партиски вработувања. Ова се фамилиарни, семени, ова фамилиарни, семени, значи, ние мора да може би во времето на владење на ВМРО. Значи, јас реков, кога би зборувале за тоа, за количината на таквите вработувања и напредувања, тогаш би ни требале најмалце 5 емисии. И не ми е намерата тоа. Сакам да кажам дека она што сега се случува, да, постојат значи во јавност излегува одредени случаеви, дали е оправдано тоа вработување или не е оправдано. Јас навистина се радувам што антикорупцијската комисија отворила 18 случаи. Се надевам дека значи доколку има и други случаеви кои што треба да бидат отворени, дека ќе ги отвори. И секој треба да биде индивидуално оценет. Дали навистина станува збор за партиско вработување, каде што зборам, значи партиската припадност или одредена родбинска припадност со некој висок функционер бил критериумот за да тој биде вработен или таа биде вработена на таа работна позиција или не. Затоа што ние се соочуваме сега и со атаци дека за партиски вработувања, значи каде што на конкурсот не се јавил никој друг, значи отворен конкурс, не се јавил никој друг, а оној кој што е примен, значи ги задоволува сите критериуми кои што се во конкурсот. И сега се поставува прашање... Да, но сега дава отказ. Зошто ако е бил значи, законно... Отказот е, знаете зошто? Затоа што притисокот е толку... Не, притисокот е толку многу јак, што веќе психолошки, значи функционерите, значи кои што сега во јавноста го направија тоа, едноставно од морален чин. Бидејќи, како да ја кажам, ние еднашка мора да научиме дека не сите работи треба да ги правиме ако тоа не е согласно законот. Него има некои работи што се вика одговорност, етичка, морална одговорност. И тоа треба да го сватиме. Значи, тие тоа го направија како показател. Но јас искрено се надевам дека нашиот политички опонент, кој што толку жестоко не нападна овие денови, дека ќе ги повика и своите функционери да го направат истото. Пошто нивните функционери и сите тие вработувања не се најдоа на мета ниту еднаш, ниту пак некој даде отказ, ниту пак некој понесе етичка, морална и било каква одговорност. И јас искрено се надевам дека ќе го доживееме и тоа, кога веќе говориме за партиски вработувања. Јас се извинувам, ние вечерва не говориме за партиски вработувања, туку зборуваме за класичен непотизам. И јас во најблага форма, ако се изразам, ќе кажам дека е крајно несериозно. Ако бидам реална и малку построга, ќе кажам дека е скандалозно. Дури може би има случаи каде што има и кривична одговорност, бидејќи знаеме дека претседателските избори се распиша на 8 февруари овој месец и прашање е колку тие решенија кои ги потпишал. Имаме случаи каде што сестра на сестра потпишува решение за вработување или сестра на брат. Ако е тоа така, Државната комисија за закон? Антикорупција има полни раце работа. Јас не би можела никаков коментар да дадам за овој нов состав, бидејќи мислам 7 дена се во прашање како почнавте со работа, но факт е дека имате полни раце работа. Ја гледав вчера вашата председателка гостуваше во една емисија каде што ја повика јавноста на соработка и еве јавноста е тука. ВМРО ДПМН не реагира само ВМРО ДПМН, туку и јавноста. И во случајов не се работи за морален чин само. Морален чин ќе беше доколку роднина, близок на функционер на власта, не се пријави на огласот. Морален чин ќе беше доколку пред јавноста да дознае, они сами си каже. И на крај, морален чин е тие да си поднесат оставка. Нивната партија, нивното членство треба да ги повика на одговорност за ваквото однесување. 11 години за владење на ВМРО ДПМН немаше никаква оставка од функција, немаше откази, иако партис, непотизам.
Знаете како е... Меѓутоа партиски вработување, партизирање на администрацијата, значи немаше извештај на Европската комисија во која не се споменува. Но имаме извештај од Transparency International каде што од владењето на СДС Македонија е падната за 17 места подолу. Исто и Греко не опомена со извештајот и доколку Социјалдемократскиот сојуз сметаат дека ќе се оправдаат со она владење на ВМРО-ДПМН изминатите 11 години, се лажат. Тие имаат одговорност. Тие ветуваа многу други работи. Нивното мото на кампањата во предвремените парламентарни избори беше едно општество за сите, живот за сите, просечна плата од 500 евра. Вие сте сега во трка со времето да си ги вработите членовите на вашите фамилии. Се надевам колешката Снежана можеби нема да се најде на таа листа, но како што сме сведоци, ние секој ден тој список се зголемува. Имаме членови на семејство од едно исто семејство, брат, сопруг, сестра, значи навистина е скандалозно. И најмалку што треба... ДПМН нема ниту еден случај. Ма тука е комисијата, комисијата има право и ретроградно да си ги разгледува случаите. Меѓутоа таа приказна е завршена. ВМРО-ДПМН за политиките кои што ги водеше дојде до резултат 51 мандат за последните парламентарни избори, што е факт, така? Сега има нова постава во ВМРО-ДПМН, која што се уште не е докажана, не е дојдена на власт и со тие политики ние сме завршиле. Ако вие не се научивте, таа нова постава има политичари кои што се беа во високи политички функции. Ако вие не се научивте на грешките на минатото, сакате самите да ги искусите, повелете, но јавноста е таа која што многу строго ве критикува. И треба. Значи, треба. Апсолутно треба. Едно да се разбереме, непотизмот не потекнува ниту од СДСМ, ниту од ВМРО. Значи ВМРО само максимално тоа го направи. А јавноста ќе утеша. Да не заборавите, ВМРО-ДПМН 11 години, вие за 2 времето на години. римјаните. Значи, и самиот збор потекнува од латинскиот збор, значи внук. Значи, непотизмот, всушност, што било? Кога папата, римските папи, кардиналите, историја, господјо Вачево, толка ви размери. Знаете што, сакам, значи, целта која ми е, само да кажам дека непотизмот, значи, постоел и ќе постои. Но целата работа е дали општеството, дали власта е спремна да се бори, дали јавноста е спремна тоа да го осуди и дали власта е спремна да се бори и да го стави Како покажува дека е спремна да се бори? Затоа што отворено говориме. Значи, јас мислам дека вие отворено ретерирате откако јавноста ќе ве соголи. Ние сега сме во ситуација царот е гол. Извинете, но вашите колеги, мои колеги се соголени од јавноста. Значи, затоа ретерира. Затоа ретерира. Да видиме колку од тие вработувања на вистина може да се подведат под непотизам или партиски вработување или па не да Боже, мислам, борет, окей, ако има и прекршување на закон. На вистина, пред малку реков, сега имаме антикорупцијска комисија во која што силно веруваме. Немавме 8 месеци назад. Не беше 8 месеци државата беше без антикорупција. Значи, колешке, многу добро се сеќаваме во времето на ВМРО антикорупцијската комисија колку случаеви отвори и како ги затвори. Ама времето на ВМРО заврши. Значи, сега сте вие на власт и вие сте одговорни. И добро знаете немате оправдување повторувајќи ги грешките на ВМРО-ДПМН. Добро знаете дека спремавме нов закон во кој што имавте активно учество и знаете како го донесовме и што се направивме за да донесеме закон со кој што ќе створиме независна институција за која што силно верувам дека така ќе остане, бидејќи сите претпоставки ги има да биде тоа. Господине Шалај, многу очекување има од оваа антикорупцијска комисија, очигледно сите партии очекуваат, не само една. Дали и старите вработувања дали ќе се испитува и прекршувањето на законот и од претходната власт, бидејќи има луѓе кои останале вработени веројатно на незаконски начин? Значи, ваке очекувањата се огромни, значи од партиите, од власта, опозицијата и од јавноста, од медиумите, од сите страни, значи на нашето општество, да се докажат работиви докај се.
Значи, дали има. Сега, тоа можеме под наводници да кажуваме има, дур не ги докажеме тие работи. Постапките се покренати и ќе се покренуваат и добро е што се обвинува страни, значи има демократија тука и тоа е нормално. Но кај сме со моралниот чин до сега, од самостојувањето на нашата држава до сега, покажува и ситуацијава до каде сме дојдени. Од другата страна, постапкиве што се, значи ние не застануваме на овие постапки, туку ретроактивно си имаме еден начин на разгледување од 2015 наваму, кога е донесен новиот закон за административни службеници и законот за вработување во јавниот сектор. Од тога се направени новите систематизации во институциите и од тука ќе се гледат работиве каде земале некој, иако земале некој погрешен правец. Се, сите тие контроли што ќе се направат, сите сознанија, па и едно најмала сознание дека има некаде нешто во таја смисла, ќе се отварат и ќе се процесуират. Додека се докаже, без обзира дали од ова власт, дали од претходната власт, па дури и пред 2015, ако не повлекува како ланец на нештава... Вие ќе имате право и да ги проверувате финансиите на партиите. Да. Кога, дали тоа брзо ќе се случи, кога ќе имате пристап, бидејќи имаше обвинувања кога ВМРО ДПМН е во прашање дека има поврзаност околу вработувањата и самото финансирање, има и судски процес. Може би тоа е случај и со друга партија. Ние наборку ќе бараме од политичките партии да ни достават финансиски извештаи од која страна на кој начин се финансират, како се финансират. Од другата страна и ние со нашиве податоци што ги поседуваме од поранешната структура на антикорупцијска и сите податоци што ги имаме, па ќе на крај ќе излеземе со некоја... Уште едно имам прашање до вас. Сите функционери, како што пријавуваат имот, треба да пријават, има посебен формулар, доколку имаат вработено лице во кое се сороднинска врска, да ви известат, еве го, тој е ангажман на блиски лица, каде што точно е наведено кои се тие лица, во каква... Дали има регистар во антикорупцијската комисија со вакви пријави, кој пријавил мислење дадено на антикорупцијската, бидејќи се бара мислење, пратеникот Мисовски кажа дека при вработување на неговиот син тој пријавил во антикорупцијската комисија. Дали има и за други? Дали има некој регистар каде што се следало тоа? Некој регистар од порано има, каде што се пријавувани тие, значи, према должност што ги има да ги пријават, значи, блиските и... Но со текот на времето, сега паралелно со овие постапки што ги почнавме, ги работиме и новите регистри, новите деловници за работа, една нова инфраструктура околу функционирањето на институцијата. И од другата страна сме набрзо ќе имаме нови простори кај што ќе се монтират комплет нови софтвери кај што ќе имаме пристап до сите институции, до сите банки, финансиски институции кај што 17 бази на податоци. Дури тоа го направите некои привремени за вработувања на определено време ќе завршат. Значи ние наборго со паралелно со сите тие работи ќе ги инсталираме и тие и така да ќе бидеме многу поефикасни во вршењето на работиви, но без обзира на тоа ние ќе настојуваме да бидеме согласно законот на тие... Господи Стојановска, Иванче прашање исто за вас. Вашите поранешни коалицијски партии, вашите сегашни од ДУИ, од кај нив не слушаме никаква намера некои од нивни лица блиски да дадат отказ или пак луѓе кои биле вработени преку партијата. Како тоа го коментирате? Па го коментирам со тоа дека тие секогаш биле во една
повластена позиција како коалициони партнери, може би токму и затоа толку долго се секогаш дел од владеачката структура и како што Зоран Заев изјави, останува значи само на нивната морална одговорност што ја имаат, нивните намери да се бават со политика, бидејќи на сите нив им е дадена доверба од народот, доколку се избрани пратеници, или доверба од партијата. И тоа е секако морален чин, но јас повторно ќе апелирам доколку има кривична одговорност, тоа е задача на антикорупцијската комисија и сите такви постапки, без разлика дали се работи за сегашна власт, актуелна, бивша, тие мора да завршат со еден епилог, правичен, судски и така натаму. Се додека не ставиме крај на тоа, ние ќе продолжиме, за жал, мала држава сме. Имавме изјава од вице-премиерката дека во држава од 2 милиони жители нема некој што не е семејство или близок. Тоа не е оправдување на еден вице-премиер, кој што беше вице-премиерка за евроинтеграција, чинам, или на министерот за администрација, кој што вели сега ни е редот на нас. Крајно арогантно, неодговорно. Истиот тој министер одеше со изјави во предизборието дека администрацијата ни е превработена, партиска. Сега не гледам дека нешто тој превзеде околу тоа. Имаме страшно голем број на вработувања токму тука. Зошто нивни членови на семејства не се вработија во некоја приватна фирма? Каде се новите работни места? Дали ќе објавите случаи на непотизам и кај ДУИ? Доколку открит, бидејќи од сите овие вработувања до сега не видовме. Ма како не, сестрата на Теута Арифи, директорка на училиште, черката на Талат Џафери, черката на Невзат Бејки, сестра на градоначалничката, да. Од страна на... И решението е подпишано... Никој не е исклучен од тоа. И не сме да биде исклучен. И сите случаеви што ќе се процесуират, кај год ќе се покаже и мало сомнение за било што ќе се покрене постава, дал кривична, дал прекршушна, дал... И тоа ќе одговарат, значи, ќе се почне од самата комисија која вршила вработување, од самиот кандидат, од некое влијание странично, од... Значи, целата структура, не одиме парцијално само тој одговорен или тој има морален чин да се откаже од тоа. Господи Ванчо, ДУИ има повластена, барем така изгледа, ако премиерот бара расчистување во партијата. Како вие го коментирате тоа што функционерите на ДУИ одбиваат? Знаете што, да, ДУИ се коалиционен партнер на СДСМ и во власта, но кога говориме за морален чин, етички чин, значи секој е одговорен сам. Никој на никого не може да му наложи. Она што премиерот го кажа, значи го кажа сериозно, како став, како правец во кој што треба сите ние да се движиме, сите чинители на политичката сцена мора да постапуваат на тој начин, доколку ние навистина сакаме да се движиме и да изградиме едно општество во кое што ќе владее правото и општество со еднакви можности за сите. Бидејќи, знаете, непотизмот што е кога јас ради мојата функција и ради моето влијание, значи, ќе дозволам и ќе направам да мој роднина, пријател или не знам, значи, добие одредена позиција незаслужено, а биде елиминиран некој друг. И тоа е непотизам. Тоа е класичен непотизам. Ние, значи, тоа мораме да го... Тоа не, само по себе веќе не е еднакви можности. Тоа е веќе дискриминација. Да, токму и затоа јавноста така реагира, бидејќи изгледа дека во оваа држава еднакви се само членовите на партии, доколку тој впечаток него. Знаете што, ние мора да признаеме дека нашето општество овие 30 години прилично се партизираш и прилично се поларизираш. И ние веќе дојдовме до една ситуација на зовриен котел. Ние веќе не можеме да ги затвараме очите. Да, очигледно не ги затвараме и затоа е ова и сега, и епидемија. Јас зошто реков на самиот почеток, јас сум навистина задоволна, затоа што конечно, значи, никој не затвара очи, имаме сензибилизирана јавност,
имаме власт која што не вели не ме интересира тоа, односно не коментира ништо, затоа што знаеме како се случуваше порано. Да, но состојбата е далеко од тоа за да бидеме сите задоволни. Тука ќе направиме тоа дека треба да бидеме задоволни, ама ова се првите чекори, знаете. Ќе направиме куса пауза за реклами и се враќаме на дебата. Гледате топ тема на ваша страна. Тема се партиските вработувања и непотизмот, како против тоа. Господи Ванчева, велите ќе се испитаат сите овие нови вработувања што излегоа и оние што дадоа отказ, како што рече господинот Салај, но и актуелните за кои се зборува дали биле законски или не. Дали тој процес тука ќе заврши? Дали може би треба да се испитаат, еве прашав за вработувањата што се правени дури ВМРО ДПМН биле на власт. Но и има и функционери кои се уште се, еве, ми пишуваат дека пратеникот Драган Цуклев, неговата сопруга била вработена пред неколку години, додека е тој пратеник од вашата партија, мислам дека во Царина. Тоа е само еден од случаи, сигурно има и други. Драган Цуклев е пратеникот од ВМРО, да. Се извинувам, да. Да, колегата. Не знам, мислам за овој случај како и што е вработена неговата сопруга, но само ќе кажам дека тие вработувања постоеле, значи во голем обим, сигурно и сега има, не велам не, далеко од тоа, но целата работа е што ние околу тоа ќе направиме. Прашавте за законите или незаконите вработувања. Значи, одговорот е еден. Се она што е спротивно на закон и подлежи на одговорност мора да биде процесуирано. Нема друга опција. Значи, но имаме не можеме се да подведеме под една категорија. Зошто инсистирам на тоа на индивидуализација. Секој случај е случај за себе. Мораме да видиме дали станува збор за кривична одговорност, прекршочна одговорност, дали станува збор навистина за судирни интереси, непотизам, протекционизам и така натаму. Господинот, значи Цуклев е само еден пример. Дали вие внатре во партијата ќе испитате вакви Ама секако, зошто да не, меѓутоа... Бидејќи, велам, и пак го поставам тоа прашање, никогаш самите не е побарана одговорност внатре во партијата, иако новото раководство се оградува од некои политики. Точно тоа на неколку пати го споменав и јас и мои колеги кои што гостувале, откако е ова актуелна раководство во партијата, и ние секако се спротивставуваме на ваквото раководење со државата, затоа што ако во минатото тоа е јавна тајна, ако ВМРО ДПМН се нарекуваше биро за вработување, сега јас би можела слободно Социјалдемократскиот сојуз да го наречам како фабрика за печатење на инстант решение. Значи, за краток период во трка пред да се распишат изборите, ова е страшно вработување исклучиво на членови на фамилии на високи партиски функционери. Сигурно не е толку страшно како ваше време. Така е, јас затоа времето. Вие сигурно сега се соочувате со тоа, затоа што за жал таква држава сме кај нас, за членувањето во партија, главно мото е целта е вработување. Но со таа идеја денес да се водат високи партиски функционери, мислам дека тоа треба да е минато. Доколку сакаме да одиме во Европа, доколку сакаме европски вредности, вие ја обвинувавте ВМРО ДПМН дека анти-ЕУ. Ако е ова за вас ЕУ вработување, значи јас се согласувам со вас. Европската комисија може брзо и Европската унија да реагира. Господине Чали, голем дел од вработувања за кои слушаме деновива и познато е беа во Елем. Дали од Елем побаравте да ви достави список на вработување и како таму се изигрува, бидејќи се работи за предпријатие кое никогаш досега не го објавило точниот број на вработени? Токму така. Ние и првите предмети што го отворивме, поголемиот дел се од ЕЛЕМ. И така да ние имаме пуштено допис до ЕЛЕМ и бараме податоци за одделните случаи што ги имаме пуштено, но меѓу време ќе се достават и сите други податоци што ќе бидат
сходно на анализата за вработувањата што беа до сега. Значи, како е бројот, во кој период имало повеќе вработувања, дали се предизборните... Како се изигрува систематизацијата, бидејќи овие предпријатија, сите јавни предпријатија, мора да имаат точна секој отворање на работно место треба да... Како тука се имат систематизација, се имат годишен план за вработување, се имат некоја би требало да имат некоја функционална анализа, што не верувам дека ги имат. Знам тоа од практиката. И тие годишните планови се одобруваат од страна на Министерство за информатичко општество и администрација. И сходно на тие, инаку тие планови се донесуваат значи, во ова година, значи до 31 март ова година, за наредната година, значи тие се однапред планирани вработувања. И сега, кај се тие вработувања? Значи, во систематизацијата, спрема досегашните систематизации, значи имат некаде од 50% повеќе вработни места слободни од колку се вработени, до сега треба да е 10% повеќе. Значи, тие вработувања се предвидени да се пополнат. Сега, ние не можеме да кажеме дали се партиски, дали се пред избори или после избори, кога се натрупуваат повеќе. Тие го оправдуваат тоа со планот што го имат од порано. Сега, нашата постапка ќе биде во тоа да се анализира... Антикорупцијска комисија до сега не влегла, не ти побарала ниту од МЕПСО, ниту од ДЛМ. Ние имаме побарано, значи службени, пошто ние сега почнавме, немаме 7 не, дена. сакам да кажам дека... Пред 2-3 дена, значи кога ги отворивме постапките, веќе пуштивме допис и очекуваме податоци. Тие се согласно законот за 15 дена треба да ни дават одговор. Господја Ванчева, ќе може ли ова да се... Јас апсолутно верувам. Тука очигледно дека лежи клучот и во привремени вработувања. Голем дел од овие што беа откриени се на определено време. Значи, видете, како што кажа и колегата вика, значи тие си имаат свој план и мора да имаат свој план, програма, систематизација и во кој што се предвидени и вработувањата кои што треба да бидат за следната година. Дали овие вработувања што сега се случиле се делот од таа или нешто излегува надвор од тоа, тоа е она што треба да го испита антикорупцијската комисија. Имајќи ги во предвид надлежностите што ги има согласно закон и сите инструменти кои што веќе ги има антикорупцијската, јас искрено не верувам дека било која институција ќе се осмели да не постапи согласно на барањето. Една од практиките, значи насоката ќе биде дали се согласно правилниците и согласно планот за вработување, годишниот план. Гледат нели законскиот дел, моралниот сегмент на вработување, вториот сегмент. Кој очекувате да понесе одговорност? Премиерот Заев во изјавата рече дека очекува да има за ова одговор. Значи, ако барате од мене да ви кажам како имења, јас навистина не можам да ви кажам во овој момент, затоа што... Не како имења, мислам дека во целава ситуација кој би можел да понесе одговор. Видете, значи, ако навистина се утврдат случаеви на непотизам или пак, не да боже, на нешто и друго покрај непотизмот, за било кој носител на јавна функција, апсолутно по мене тоа треба да предизвика чин на морална одговорност. Очекувате во партијата да се расчисти со ова? Мислам, дека ние тоа што го почнавме и како прашање, дали сега и токму во овој предизборен период... Ние за тоа отворено говориме во партијата и во партиските органи, значи на централен и во општинските се разговара отворено. Значи за сите проблеми со кои што се соочуваме, вклучително и проблемот со непотизмот кој што се јавува. Кај се јавува и причините, значи сето тоа отворено се разговара. И јас искрено се надевам дека тоа ќе доведе до резултат, бидејќи ние мора да бидеме свесни за она што е реалност и дека такво нешто постои. Вие немате вработени роднини
Па немате поднесено таква изјава во Јас имам само ставено дека мојата сестра е судија во граѓанскиот суд, но таа е судија веќе 22 години во Основниот суд Скопје 2. Немам други ниту на функција, ниту во јавни предпријатија вработени, било каде си. Моите 4 сина се во сите се завршени, но се во приватниот бизнес и таму се гледаат перспективата. Така да сум очекувате да се расчисти. Растеретена сум од тој аспект. ВМРО ДПМН практично создаде еден цел систем на, да речам, партиски вработувања, врзани со партиската база. Како може да се прекине тој затворен круг и таа зависност од партиската база која има глад, таа глад за вработување нема да престане, што се покаже во случајот на СДСМ, во случај ВМРО ДПМН повторно дојде на власт. Така, ВМРО ДПМН ја водеше таа политика со креирање на нови работни места, со странски инвестиции, отварање на фабрики. Тука се вработува луѓе од сите калибри и мислам од различни профили. Во случај кога се бара вработување се мисли на администрација, не на јас тоа сакав да го кажам. Сите од овие вработувања кои што денеска ги зборуваме се исклучиво и во времето на Ама така е, ама и ние водиме таа битка. Зборуваме за вработувања каде што имаме високи плати, така е? Не зборуваме за некое вработување со 12.000 и 15.000 плата и тоа е најголемиот револт кој што се создаде кај граѓаните. И тоа го извадивте, колешки, за вработување каде што е 13.000 плата за домакин во градинка. Значи го извадивте и тоа за сна на наша колешка. Ама вие зарем вие очекувате да бидете поштедени, значи на вистина. Не, зборам, значи многу е како да не кажам. Дека во ера на социјални во едно мало место каде што никој не се јавува, а потребата е, значи да има домакин се јавува за 13.000 плата. Како е таа случајност никој да не се јавува во тоа мало место? Од каде вие ја добивте поддршката од оние илјадници гласови на претходните избори? Ве молам. Јас само за мене е ова показател дека Социјалдемократскиот сојуз во пресред на претседателскиве избори, знаете, ние баравме да се распишат и предвремени парламентарни, но тоа не го добивме, мислам дека е во трка со она што реално и го очекуваат, а тоа е пораз, кој што пораз неминовно ќе доведе до предвремени парламентарни избори и затоа се нивниве брзања да си ги вработат членовите на своите семејства. Инаку, кога би воделе подолгорочна политика со која што би се стремеле кон победа и на наредни парламентарни избори, мислам дека Социјалдемократскиот сојуз ќе постапува поинаку, односно ќе постапува онака како што им ветуваше на граѓаните. А најгласни беа против непотизмот, против партиските вработувања. Ние сега имаме проект на Социјалдемократскиот сојуз, прочитав еден твит денес интересен, вика во време на ВМРО ДПМН го имавме мој термин, СДС ни го воведе проектот моје вработување. Смешно, но вистинито и за жал не баш смешно за граѓаните. 500.000 граѓани се борат со сиромаштија. Ако вас ви се приоритет членовите на семејствата на вашите колеги, еве вас ќе ви исклучам. Значи цинично е малце, навистина, дека да се кажува дека нас ни се приоритет вработување на членови на наше семејство. Фактите тоа го говорат. 33 ги имам на листава денешна. Вработувањата, непотизам. Така е. Наспроти, значи, најмалце вие имате право, кога зборувам вие, значи, членовите на ВМРО, функционери на ВМРО, кои што последните 10-12 години се дел од структурите на ВМРО, имат најмалку право да говорат за непотизам, за криминал и за повторно се враќате на ланскиот снег, колешке. Вие ветувавте пролет, рози, кокичиња. Тоа право, но вие го немате тоа право. Зошто да го, па ние чиви представници сме, колешке. Затоа што све злоупотребивте и затоа што све унисавте. Тоа е минато. Дали сакате да ве навратам на времето на транзицијата, кога 300.000 семејства ги оставивте без работа? Дали можеби се сетивте на членот тие семејства да дали ќе може тогаш да ни кажете да зборуваме за иднината? Како вие предлагате да добиеме професионална администрација, да имаме селекција за да дојдеме до компетентни лица? Јас прочитав денеска дека се
споменува некаков нов закон, може би, во собранието, но дали во ВМРО-ДПМН имате конкретен предлог? Па имавме ние еден предлог, мислам дека близко пред Нова година го образложи колешката Ане Лашковска, тоа беше дека ќе предложиме формирање на Македонски национален совет за политика за борба против корупција, кој што би го водел народниот правобранител, во кој што би биле вклучени лица од судска, законодавна, извршна власт, лица од асоциации граѓански кои што се занимаваат со антикорупција, лица од локалната самоуправа и така натаму, се со цел да ставиме крај на ваквите случувања и ВМРО-ДПМН се подготвуваше за предвремени парламентарни избори и мислам дека во програмата ќе има конкретни проекти за тоа. Лично, ако мене ме прашувате, јас, например, би го следела примерот на една Франција. Ние се стремиме кон Европска унија. Мислам дека во 2017 тие има изгласано еден закон за моралност во политичкиот живот, каде што со закон се забранува вработување на лица од семејства на функционери на власт. Тука по закон за семејство се знае на кого се мисли и доколку се случи тоа следува дури 3-годишна затворска казна и 45.000. Може би е добар закон, може би сум сигурна дека Франција ова е личен мој предлог. Ние ќе се станеме на маса, нека се Франција е најдобар пример. Дали само кусо, бидејќи сме на крај, дали се споминува тој закон за високи раководни служби може да биде некакво решение да се прави строга селекција или има и некаква друга намера во СДСМ да се расчисти прво внатре во партијата и генерално целиот систем? Значи, јас само ќе кажам дека програмската заложба и волјата за да навистина изградиме општество кое што ќе владее правото и општество кое што си дека имаат еднакви можности и каде што непотизмот и корупцијата ќе сведеме навистина на минимум, бидејќи сигурно никогаш не можеме да искорениме, ниту напредните европски демократи тоа не успеале да го направат, но да не дозволиме тие да ни го превземат општеството. Сега, тоа треба да оди по мене и преку она законска регулатива одредена, бидејќи очигледно ни е потребна одредена законска регулатива. Не се согласувам со колешката за формирање на ново тело, значи уште широко. Ама пазете, тој предлог дојде додека се уште немавме. И за крај антикорупцијската комисија ваква како што е сега со овој закон, мислам дека својот дел од работата и тоа ќе го покрие. Не треба друго тело. Што треба и паралелизам не е потребен. Колку политичка штета ќе има СДСМ од целава оваа работа? Знаете, не можеме да го процениме тоа. Прво треба да видиме навистина се уште во магла да видиме навистина колку такви случаи се, ако постојат, дали се навистина резултат на непотизам, корупција, политички, бидејќи сега е сето тоа малце како еден надуван балон. Јас сакам да ги видам конкретните вработувања и конкретните параметри што и како. Господине Салаи, кога ќе ги видиме првите резултати од антикорупцијската комисија? Јавноста е нетрпелива, разбирате. Набрзо ќе ги видиме. Веќе следниот месец? Веќе следниот месец. Процедурата трае максимум 60 дена. Значи, ние очекуваме се имат рок од 15 дена да ни достават податоци што го имаме барано. Според законот 60 дена максимум ние треба да донесеме одлуки, фактички првите одлуки од вработувањата, значи до каде сме, дали се... За кои ги испитуваат. Благодарам за учеството во вечерашната емисија. Тука е крајот на топ тема на ваша страна. Останете со Телма со нови информации околу последните приведувања и сомничања за тероризам на поранешниот председател на Собранието Трајко Вајановски и двајца негови сопартици во вестите во 21:30 со Марија Дивитар. Пријатно.